затоа што се случува да дојдат нели пациенти кои што страдаат, имаат одредена анксиозност или одредена депресивност, има конфликти, на пример, фамилиарни конфликти, каде што некој можеби поминува, не знам, 5, 6, 7 сати од слободното време на телефон постојано. И нормално потоа дека ќе има конфликти во бракот. Збориме да е и само тоа нели причината. Доктор Ласка, како си? Благодарам на прашањето, Ѓурѓи. Одлично, малце пододморено во период на одмор, ама децата се во школа, така да така да добро сум оведена, ви благодарам. Значи, во подготовката за оваа епизода зборавме и пред да почнеме и претходни денови, ја имаме книгата Dopamination од доктор Ана Лемпке, која што е доста популарна во полето на психологијата и психијатријата да. И е книга која што доста зборува за тоа дека живееме во еден свет што е пренатрупан од допамински стимуланси, а живееме по лоши животи, ако може така да наречеме. Јасно. Доктор Ана Лемпке е доктор психијатар, адиктолог, која што работи професор, мислам, на Стенфорд универзитетот и има, работејќи нели повеќе години, она е постара, да речеме, колешка, ја има адресирано на есенцијална суштинска потреба, да кажеме, во денешното, современо секојдневие, а тоа трагање по постојано доживување задоволство. И така убаво го опишува нели самиот механизам што се случува, но го адресира, односно го објаснува и она, како и другите нели научници, од каде доаѓа таа наша не потреба, туку тој хук, тоа нафаќање, односно стварање на некој начин или зависност, затоа што она зборува за зависности, кога веќе одредена субстанца или однесување ќе го надминат оној нели праг на нормално користење, да кажеме, и кога веќе доведуваат во една зголемена консумција на нешто, но компулсивно overconsumption, како да кажеме, значи прекумерно конзумирање на одредена субстанца или однесување. Интересно е да се навратиме нели дека тој допамински систем кој што е нели некаков центар, допаминот е невромодулаторна молекула која што е одговорна, односно најодговорна можеби во мозокот заедно со другите невротрансмитери во оној круг на гратификација или на доживување на некаква гратификација, на некаква награда или на некакво задоволство, но и истовремено и на мотивација повторно да го доживееме истото. И сега ако се вратиме филогенетски нели наназад, одејќи кон тоа зошто воопшто не е створен тој систем, не е створен тој систем за да ние бидеме нели зависни кон нешто или кон некакви, да речеме, или субстанции или однесувања, туку е створен за да преживееме. Но да преживееме во свет во свет на не на изобилие, туку во свет на многу малку ресурси. Порано не јаделе 3 пати на ден, па со снекс 5 пати на ден или дури некои нели многу повеќе. Туку храна требале да ловат, можеби ќе улова денеска, па 2 дена нема да јадат, па после пак нели ќе тргнат повторно една мотивација нели да се доживи. Затоа требало затоа е створен тој систем на гратификација, да ние практично се помачиме за да доживееме некакво задоволство. Да се трудиме кон тоа, да имаме еден период на трудење кон нешто нели за да доживееме задоволство, за да преживееме. И затоа се токму тоа нели она храна која што велиме дека има најмногу која што најмногу придонесува кон чувство на задоволство е благо и мрсно, благо солено мрсно нели, доста интензивни да речеме вкусови. Што сега од друга страна па се манипулира со оваа цела нели индустрија на стварање на крцкаво солено мрсно, калорично и така натака за да нели доживуваме задоволство. Но тој систем на гратификација, пак ќе кажеме, створен за период кога сме живееле во многу малку ресурси, за да практично се потрудиме
да се нахраниме за да преживееме. Истовремено сите тие однесувања, да речеме, или пак одредени супстанции, или однесувања кои што, како например, еве и сексот, задоволството што се доживува, нели, после одреден однос, нели, е створен заради, мислам, самото задоволство би го натерало човекот за да се репродуцира. Како и останати други, нели, стварањето, например, на одредени, нели, работење за да створиме одредени ресурси за да доживееме, нели, одредено задоволство и сигурност, за да се грижиме за фамилијата и така натака. Но сега живееме во сосема поразличен свет, а истиот е тој круг на гратификација кој што ни е, нели, во централниот нервен систем. Да. И поради тоа што сега е многу поразлично од порано, се во ова доведува до зависничко однесување, до прекумер, до анксиозност, до проблеми кои што можеби порано луѓето немале ни прилика да се соочат. Јасно. Има, доколку не велам дека е се нели штетно тама работа, дека ние мораме да имаме и задоволство, да доживуваме и задоволство во животот, впрочем за тоа и се створени тие центри, но да нема хиперкористење, односно да не навлегува тоа кон одредена толеранција и после кон одредено, да речеме, дури стварање, нели, на адиктивност, односно на зависност. Сега малце пошироко да објасниме, нели, што значи зависност, односно кој се може, нели, што се може да створи зависност. Зборуваме, нели, за едно е зависност од супстанции, а од друга страна имаме и зависност од однесување, како одредено компулсивно однесување, односно тие ги велиме дека се бихевиорални зависности. Зависност од видеоигри, зависност од уреди, смарт уреди, зависност од екрани, зависност од порнографија, зависност од коцкарници, нели, од компулсивно патолошко коцкање и шопинг. Една низа на храна, една низа, да речеме, на, нели, патолошко веќе однесување кое што штети кон секојдневното функционирање. Во рета сите одиме на шопинг кога треба да пазариме, но ако тоа ги надминува потребите и доведува до одредени проблеми во функционирањето, и ако прави проблем во релациите, во односот со себе, но и во односот со другите, и ако предизвикува одредени ефекти кои што не се добри, односно се деструктивни по личноста и по фамилијата, де факто зборуваме дека, нели, треба да се запрашаме дали, нели, не се претерува одредено однесување. Едно интересно нешто што еве можеби за мене беше не новина, туку нешто кое што конечно го сватив што е што, допаминот, нели, најчесто е поврзано среќа со чувство на некое среќно чувство. Ама уствари допаминот е повеќе поврзан со мотивацијата отколку за среќата. И тоа ми беше интересно и ти го спомна преска, каде што допаминот е потребен за ние да можеме да преживееме. А може малце повеќе на тоа да ни го објасниш еве околу допаминот. Што е поточно и зошто ни е важен за преживување? Не е само за преживување, има интересни студии со нели, лабораториски глувци, кои што имаат генетски проблем, односно нокаутирани одредени гени кои што го исклучуваат допаминското дејство, кај кои што следат дека буквално нема никаква акција во смисла, например, на барање на храна, односно дури храната кога е ставена непосредно до глушецот кој што има, нели, дефект во допаминскиот систем, дека практично ќе умре од глад, но нема да тргне за да ја земе храната. Значи толку е битен тој допамински систем. Со тоа што доколку му се стави храната во уста, ќе сожвака и ќе ужива во тоа. Значи не е само во уживањето, туку и во мотивацијата да постигнеме некаква гратификација. Значи ова се, нели, испитувања. Од друга страна имаме, нели, кај што имаме дефицити во одредени невролошки состојби, да кажеме, кај што има дефицит во допаминскиот систем и го гледаме таа една да кажеме аненергија, односно секакви пореметувања и во движењата, но и, нели, и во самото однесување кога има, нели, недостиг во тој одреден систем. Да не одиме подлабоко, ама да, мислам дека дава добра слика за
бидејќи најчесто има многу, не знам, сега на социјалните медии имаме многу можности да истражуваме, да дознаеме работи, ама некогаш доаѓаме до некои работи кои што и не се точно така. Апсолутно. А со ова мислам дека барем јас, спремајќи се за епизодава и сега зборувајќи со тебе, имам сега веќе знам што е до некаде допаминот. И јас не знам до крај што е. Значи, она што е тенденција сега е на премногу голема симплификација на нештата. Значи, тоа е еден фантастично комплексен систем кој што не можам, ни јас не работам со тоа, нели, не можам да го знам колку што можам да прочитам, да, но тоа е еден посебна, да речеме, невронаука, каде што покрај нели допаминот се вклучени многу различни, да кажам, тоа е цел еден систем кај што има одредени вентрал, тегментал, па после оди во дорзолат и поврзани со префронтален кортекс, значи тоа е комплексен систем. Мислам дека нели не е целта да навлеземе во ситна стручна терминологија, битно е да знаеме дека има одреден систем, односно да го сфатиме. Ако можеме да го сфатиме, можеме и да се бориме со нешто. Првиот чин кон решавање на одредени, да речеме, проблеми е во нивното правилно дијагностицирање. И кога ќе сватиме, кога имаме увид што може нели да биде, може да биде понекогаш помош при исправувањето. Да. Што е следниот чекор од која ќе сватиме? Бидејќи зборуваме дека има проблем, го сваќаме тоа, знаеме дека се сочуваме со прекомерност на работи, што понатаму? Мислам дека и не е толку едноставно и самото видување дека имаме проблем. Се случува, например, најчесто е многу доаѓањето, да речеме, нели, на увидот дека имаме проблем е еден голем чекор кој што трае. Претходно е стварањето на проблемот, кој што најчесто кажувам кога станува збор за зависности, не се, например, да видиме не е тоа звер што рика, тука е како кученце со опашката што мафта. Зашто навидум наивно, навидум ситно, со спортски кладилници, па ќе влезам еднаш, два пати, три пати, па да ставам. Така и тоа полека влече, па во кладилницата некој апарат, па после од тој апарат, а имаме достапност во земјава практично на се. Кое што е нерегулирано, зашто се нерегулирани местата каде што како во различни или други западни земји, каде смее да има се нели пристапност до овие, да речеме, употреба нели некој кој што ствара зависност, конкретно за коцкарници, обложувалници и други, да речеме, сегменти во смисла на достапноста на дрога, нели на супстанции кои што се лесно достапни, цената не е толку недостапна како што мислевме порано. Практично има потреба нели да има многу построга регулатива, затоа што еден од проблемите во било каква нели стварање зависност е достапноста. И се од друга страна збориме за оваа достапност, но кога би увиделе нели за достапноста која е нели на социјалните мрежи, на видеоигрите, на се она што едно мало дете може да влезе нели да има влијание од одредена содржина која што може да ја гледа. И кога зборуваме за ако зборуваме за деца, јас сум родител нели на мали деца, можеби никогаш како до сега не е толку, да речеме, предизвик родителството, бидејќи е навистина тешко да се воспостави регулација врз она колку и што и како би го конзумирале како содржина децата, со тоа што прекинувањето нели комплетното лимитирање може да ги одвои до едно социјално нели прифатливо дружење, да кажам, или информираност, затоа што сите играат видеоигри. Во одредена нели возраст на и социјален деца. живот, бидејќи сите се на социјалните мрежи, немаат иста комуникација како и нивните врсници. Јасно, затоа мора да се направи некој баланс и тој баланс е практично тука е умешноста во стварање на балансот, за да може нели да тоа одредено однесување нели да не штети врз функционирањето, да не збориме нели за употребата на социјалните мрежи, односно за влијанието на таа социјална нели компарација, за начинот на кој што млада личност се идентификува и го гради својот идентитет, за влијанието нели како треба да се изгледа, што треба да се има постигнато и така натака, кои што ни оддалеку не се наивни, нели тие содржини воопшто не се наивни врз развојот на младите, кои што се нели пофрагилни, да речеме, од друга страна и тие трендови нели
гледаме дека со појавата на првите социјални мрежи практично има следење на трендови од социјални психолози во Соединетите Американски држави, најчесто нели Джонатан Хајд, Джин Туенч и така натака, кои што ги следат тие трендови на пораст на анксиозноста, на депресијата и на останати нели проблеми на менталното здравје. Да, и ние на подкастов имаме зборено за книгата Анксиозна генерација, каде што Джонатан Хајд навлегува подлабоко во тој и не го кажува како мислење, туку врз база на сериозно истражување дава свој заклучок и што може после тоа да се направи. Апсолутно. И какви последици се тоа има врз новите генерации и врз секој еден од нас. Апсолутно. Во науката не станува збор нели за мислење. Мислење може да биде базирано на факти, нели, а може и да не биде. Значи, има нешто што велиме наука, односно истражувања кои што се прават и врз кои што се носат одредени заклучоци. А тие се не одат во прилог нели на добро, како нели се развиваме во овој современ начин на живење, следиме како има навистина зголемена инциденца на пораст нели на анксиозност на светски рамки некаде од прилика до 30%, што е висок процент, депресивност исто така, и кога ќе земеме од некаде од 90-тите па навака се следи во значи мислам дека од 90-та година до 2017 едно истражување кој што вели дека дури за 50% е зголемена инциденцата на депресија. Мислам, тоа се огромни бројки. А ако сватиме всушност практично живееме во свет на изобилие, односно како никогаш до сега сме немале ресурси на образование, на храна, на социјални активности, на забава и на се она што нели би требало да нуди некаква смисла, но на смисла веројатно не толку. Затоа што тука мислам дека тука е нели некој сршта на коренот на нештата. Да, и тоа е насекаде околу нас. И поготово кога јас само би се надоврзал дека да ги имаме сите овие работи и е многу полесно да дојдеме до нив. Апсолутно. Може би порано имало на самите почетоци и технолошки почетоци со компјутер и интернет. И порано може би и 90-те години на почетокот имало, ама не секој можел да дојде до тоа. Сега веќе секое дете може да дојде до се на... Апсолутно. Едно е ѓурѓи достапноста, друго е, например, самата инженерски створена манипулација. Јас кога имав првиот компјутер, памтам на времето, немаше некои игри кои некакви, значи тоа беше некоја резолуција страшна, змии, па мечки со бомби, памтам и така натака, значи тоа беше многу поразлично од колку стимулацијата сега. Ако видите како се створени на пример социјалните мрежи, таму се голем број на психолози се вклучени во самото генерирање, нели, на тоа да имаш не знам показател, не знам со црвено кога имаш некаква нотификација, па не знам кога имаш friend request, не знам како, па лајковите како и така натака. Сето тоа е створено да го манипулира овој круг на гратификација, односно ние да доживуваме задоволство и да антиципираме, нели, со постирање на некаква слика, да имаме некаква антиципација на една мотивација. Сега ќе ја ставам сликата и сега да видам колку лајкови ќе добие, на пример, какви коментари ќе добие. Сето тоа нуди некакво задоволство кое што е во суштина, а се е со некакви шарени слики, убави бои, па ако сте виделе, значи самата манипулација на сте виделе ли, на пример, просто направена некоја, јас не сум влегла нели во овие што се казина, ама секој казино вришти од светла и од бои од надвор. Значи и веројатно и внатре, нели, што гледам по филмовиве, ама тоа е таков генератор на несреќа, можам да кажам. Затоа што тоа причинува потоа и тоа како голема болка. Затоа што фамилии се растураат. Луѓе се растураат. Да, и не... Да, сето тоа е, кој што кажете, генерирано. Тоа не е сега... социјалните медиуми не се туку така и на некој му текнало дека сака да направи социјален медиум кој што ќе поврзува луѓе,
ама кога ќе погледнеме и има и истражување направено и книги пишувано за тоа како и самите алгоритми се правени за да наликуваат на машина у казино. Бидејќи тие се полни со допамин. Каде што секојаш го очекуваш новиот хит, новото кога ќе погодиш тоа што ти треба. И ако си приметил, например, што се случува кога скролаш, лесно ти е ли ти е да го оставиш телефонот? Мене ми е тешко. Немам кој знае колку време за тоа и мислам многу балансирано го користам, ама навистина е тешко понекогаш да, или ќе видиш нешто, колку подолго седиш, толку полошо после се чувствуваш, а толку подолго трае. И како си мислиш кој знае што нели нешто ќе видиш надоле има што нешто не си видел. Практично замката што ја прави е тоа, ние да сме постојано на нешто, односно да живуваме некое задоволство кога ќе сватиме и тоа како не одвојува од реалноста на светот и на живењето. Практично кога ќе го ставиме телефонот на страна, ќе можеме многу повеќе да уживаме нели во се она што е секојдневие, например. Јас имам мали деца дома, па да има некаква нели динамика, има постојано до душа, ама да можеш навистина да се радуваш во тоа. Мислам, лично немам проблем со тоа, но можам да сватам како многумина навистина имаат. Затоа што се случува да дојдат нели пациенти кои што страдаат, имаат одредена анксиозност или одредена депресивност, има конфликти, например, фамилиарни конфликти, каде што некој можеби поминува, 5, 6, 7 сати од слободното време на телефон постојано. И нормално потоа дека ќе има конфликти во бракот. Збориме да е и само тоа нели причината. Да. И интересно нешто што ова ќе кажам и после малце сакам да се надоврзаме на самата книга, бидејќи истото објаснува како можеме као личности да си помогнеме во се тоа, ама за крај за ова што збориме, поготово за као телефонот, ако почнал со една намена или уредив ако почнале со една намена и таа била телефонот за да се слушнеме со некој за да се договориме, да се видиме или да за повик, сега веќе ние она што без кое што не можеме. И имаме чувство се повеќе и повеќе, да, не сите го имаат овој проблем, ама многу голем дел од луѓето не се чувствуваат дека може да остават телефонот дома кога избегуваат да се прошетат. Некои не се чувствуваме комфортни да идеме до тоалет без телефон. И ни станува како нов дел од телото. И не можеме да избегаме од тоа. Тука е како да кажам, ова е цел начин на промена на комуникација, за разлика од претходно. Точно е дека има поготово и деца помали, да кажеме, нели деца, мислам момчиња млади или девојчиња без разлика, постојано како се движат со телефонот, практично не можеш да видиш. Јас се случува често да го заборавам телефонот, затоа што не сум врзана, да кажеме, и убаво леснување, например, да отидеш да пазариш или да се прошеташ, па и да го заборавиш, мислам, ништо нема да се случи. Но кај младите се случува една, се вика fear of missing out, практично, нели, да не нешто пропуштам, ако не видам нешто, нели, ако сум одвоен, ако треба да учам, пример, саат-два, да не пропуштам нешто интересно што би се случило на социјални мрежи. Од друга страна се случува една различна комуникација, односно различна можност, имаме се повеќе можност за социјално поврзување, а практично се случува една социјална изолација. Зошто? Зашто се менува начинот на комуникација. Ние сме социјални битија, многу зависиме од социјалното обкружување, од друштвото, од валидизација, од поддршка, помош, во убави моменти исто така, од радост која што се умножува и тагата која што нели кога се поделува се намалува. Начинот на кој што помладите сега, односно да речеме уште во адолесцентна возраст, почнуваат да комуницираат веќе преку не е преку лична комуникација толку со наблюдување на оние реакции емотивни од другата страна, туку е многу повеќе преку пишана комуникација. Која што е пократка, подиректна, не истовремена, може да пратите порака па ќе се одговори, не знам, после неколку часа или ден и така натака. Се менува начинот на кој што комуницираат меѓу себе. И преку целата таа гратификација со одредени видеа, особено користење на различни социјални мрежи, YouTube, TikTok,
Инстаграм, што не ги знам многу од нив, се намалува потребата од комуникација. И нема толку, бидејќи работам со млади, не со адолесценти, туку со млади возрастни, и гледам дека има една тенденција кон социјална изолација. Немаат потреба, ние порано сме чекале петок, сабота, како да не излеземе, недела обавезно, преку недела низ населба нешто, нели? Тоа било нели нешто кое што млада личност треба да нели да сака, вака цела недела се пак тој допамин нели сакаш да ќе го мислиш повторно петокот кога сте се дружеле, убаво сте си помилеле било каде и да одите. За разлика од сега, каде што се губи потребата. Не викам дека ја нема, туку велам дека се губи потребата од социјална комуникација, односно социјална конекција. За да се поврзат двајца, например, да се створи пријателство, треба да има моменти, да има шанса кога ќе се разговара, па на некоја било каква тема, па на некоја тема еве нека е за, не знам, за фудбал, за игри, за што и да е, па да си поќутат некој, па да има малку досада, па некој да има шанса другарчето да се довери на другарчето дека можеби за нешто му е тешко. Значи, треба време за тоа. Треба да има можност за конекција, вистинска конекција и поврзување. Денеска тоа е во една интерференција со она што е понудено на социјалните мрежи. Практично младите како да не знаат да останат без никаква стимулација. Која што ако е оставена ненадгледана ќе оди до заспивање ќе тера. И многу пати така е. До заспивање и станување. Кога ќе прашаме како заспиваш со телефон во рака. Значи, како прво прави дисрупција на оналачање на мелатонин и второ, самите содржини прават стимулација. Не е телефона за преспијање. И имаме една цела генерација со да кажеме, која што не доволно наспана. Затоа што ако легнат во 1 сат ноќе, ако треба да станат во 7 сат сабајле, тоа се 6 часа, кои што се малку за нели и за возрастен човек, а најмалку нели за млад човек кој што се уште се развива. Токму поврзаноста, што сега ја спомна, е едно нешто од 4 работи кои што книгата која што веќе ја спомнавме неколку пати, кажува дека преку пауза, болка, искреност и поврзаност можеме да го ресетираме нашиот мозок и да си ја вратиме контролата. И сега би сакал малце да поминеме време на овие 4. Спомнавме за поврзаноста и колку е таа важна. Интересно нешто ми беше тој принцип на болка задоволство или pleasure pain balance. Зошто е тоа важно и еве каков е овој баланс? Откривањето на тој допамински систем ги има на некој начин или фасцинирано научниците, но истовремено откривањето дека во истите региони overlap прават практично со сличните, тука е во истите региони, односно во сличниот центар, е и контролата на болката. И е многу интересно бидејќи тој систем сака да се задржи во одредена хомеостаза. Што значи хомеостаза? Да има одреден баланс. Дека ако претераме со задоволство, мозокот ќе најде начин како да го регулира сето тоа и да постигне повторно некаков баланс преку натежнување, нели, кон страната на, ако има многу задоволство, потоа ќе натежне на страната на болка. Што се случува со се како супстанца или нели стварањето на толеранција, да го објаснам, ако во било каква, да речеме, нека и супстанција, која што лачи повеќе, неколку пати повеќе, да речеме, допамин од оној бейзлайн. Сите имаме одредено основно ниво на стварање, нели, на допамин, во тие невроните комуницираат меѓу себе. Неврон е една клетка, мозочна клетка, која што комуницира со другата мозочна клетка преку испуштање на одредени невротрансмитерни молекули. Допаминот е една таква молекула. И на втората страна има одреден рецептор кој што треба да ја прифати таа молекула. И не е оставено тоа така игра на случајност, туку е тоа толку фантастично дизајниран механизам да практично ако има многу повеќе од одреден невротрансмитер, да речеме, од одредена сигнална молекула, телото да може да го регулира тоа. Односно, што ќе се случи ако вие дадете одредена стимулативна нека е без разлика каква супстанца, која што
неколкократно ќе го зголеми допаминот. Присуството на допамин во тој меѓуклеточен, да речеме, нели простор, иако многу допамин доаѓа со одредено време, така се ствара нели толеранција, понатака нели зависност. Мозокот вика, окей, овдека има многу допамин, што треба да правам, ќе ги симнам рецепторите. Односно ги повлекува допаминските рецептори и така нема на што да се врзе тој допамин кој што се лачи повеќе. И така полека се ствара толеранција. Не секоја супстанца на почетокот кога се зима прави да речеме нели најубаво доживување, еуфорично, како да кажеме, најмногу задоволство. Супстанца или однесување. Значи истовремено на почетокот на одредено однесување кој што има тенденција нели да створи зависност е најубавото задоволство. И понатака како нели се повеќе и повеќе оди кон одредено компулсивно хиперконзумирање, да кажем, ако постојано нели тој систем се стимулира, самиот мозок ќе направи даунрегулација, односно ќе повлече одредени допамински рецептори. И затоа ќе треба повеќе од одредената супстанца за да се доживее истиот ефект на задоволство. Така се ствара толеранција. Со тек на време, нели, за тоа се правени различни студии нели на пациенти кои што имаат нели зависност, правени се одредени спектрални анализи, каде што практично тие региони во мозокот се следени нели нивото, односно активноста на допаминскиот систем. И кај некој кој што има нели сериозна зависност, се гледа дека после 2, 3, 4 недели нели од прекин се уште постои тоа повлекување, односно тука и 2 недели постои тоа повлекување на допаминските рецептори и се останато кое што на нас кои што немаме зависност би ни правило некакво задоволство, нели сите уживаме во различни задоволства, практично нема никаков ефект на кон таа личност, кој што ако е лишена веќе од супстанцата доживува болка. И тоа е тој период нели во период нели на апстиненција збориме, од супстанца или однесување. Тоа е повеќе нели душевна болка која што е едно намалено расположение, иритабилност, анксиозност, несоница. Тие се симптомите нели на повлекување од првите симптоми на повлекување од одредена зависност. И не се чувствува убаво и се ќе направи умот, се ќе измисли после за како повторно да дојде до тоа, нели до таа компулсија. Затоа што доживува болка. А се останато кое што на пример би било задоволство за другите, на пример социјална комуникација, излегување, не знам, некој интересен филм, што и да е друго, не го постигнува оној ефект кој што би требало да го има, односно кој што би го имал кај другите. Затоа гледаме на пример луѓе кои што се зависни на пример од видеоигри, ако се особено нели во образовен процес, за нив наставата изразено досадна, затоа што нели има постојано потреба и желба и се останато е практично досадно до степен на доживување на болка, иритабилност и така натака. Тоа е тој систем. Се препорачува нели допамински детокс го викаат, односно одредена апстиненција, односно после 2 и тоа зависи многу кај различни луѓе, зависи колку долго било употребувано нештото, односно колку долго и колку е, да речеме, и во кој нели интензитет, количини и така натака, и колку е млада личноста. Кај помлади личности се да речеме пофлексибилни, побрзо се враќаат се враќа после повторно умножување, повторно појавување, да речеме, на тие рецептори, кога повторно доживуваат нели некакво, нели се намалува анксиозноста, може да стекнат увид без присуство на одредена супстанца или однесување, да сватат леле животот е повторно убав, нели не е само она што ми правило задоволство, туку практично можам да уживам и во контакт со фамилија, во контакт со пријатели, во различни други убави доживувања. Да, токму тоа е дел на пауза, да се направи... Па не само на пауза, да се направи баш детокс, да се направи апстиненција од тоа, затоа што кое што особено битно, значи да се прави како баланс, особено на да кажеме, да не се доведуваме во таков огромен проблем, да речеме, затоа е многу битен балансот и кај младите, кај видеоигрите, кај социјалните медиуми и така натака, да не преовлада, да речеме, личноста. Да, бидејќи некојаш, лаички од моја страна и повеќе од
сопствено искуство, многу голема разлика имам приметено кога целосно ќе откажам нешто и кога ќе направам пауза или ќе намалам нешто. Бидејќи најчесто што приметуваме кога ќе се откажам целосно од нешто, многу полесно ми е за да после тоа, кога веќе ќе дојам до некоја смиреност, дека веќе го немам тоа нешто, не го користам или не го правам, јас сум окей после тоа, ама кога ќе направам пауза, дали ќе биде тоа мала пауза, дали ќе биде, еднаш неделно можам, не знам, месо да јадам, порано сум јадал 7 дена. Многу е после тоа, многу е полесно пак да се вратиш на истото како од порано. И имам дали паузата не е доволна или мора детокс да се направи целосно. Покомплексно е, не е едноставно, затоа што сега тука генерализираме, значи збориме за се. Инаку е многу покомплексно, има доста истражувања кои што велат дека има одредена наученост, како да кажам, може некој пример да биде на абстиненција, пример од алкохол збориме и цела година, но цело време практично обично и така го кажувам, дека секој кој што се мачи со сериозна зависност, значи да не збориме за вака нешто што е банално да речеме, како цел живот потоа да оди покрај еден рап, да речем. Затоа што многу е лесно да се падне. Многу е лесно повторно да се падне. Има една промените кои што, на пример, студијава за алкохол, кои што ги прави алкохолот на ниво на стварање на одредени на одредена невропластика, да кажам, на одредени промени во мозокот, обстојуваат и после година дена абстиненција. Може повторно да се врати од еден пат практично да се врати повторно назад. Значи многу е комплексно, не е толку едноставно. Да би било едноставно, би било многу лесно за решавање. Но збориме за нешто што е навистина тешко за третман и за решавање. Различни има, да речеме, начини или и различни зависности. Може понекогаш многу често се поврзани или се промени на менталното здравје. Може некогаш прво да се промените на ментално здравје во смисла на анксиозност, на депресија и така натака, кои што во обид на личноста само да си помогне, како некаква псевдо само помош, да кажеме, да практично, ака и нас е на Балканот, па и не само на Балканот, веќе и на секаде, употребата на алкохол се смета и дека е така, малце ги како има една статусна димензија, бидејќи така и се промовира по одредени филмови, ќе се врати уморна некој од работа, ќе стави пијачка, машките повеќе жестоко, жените отвараат со голема чаша вино и така се смета дека е тоа некој прифатлив начин на релаксација, но тоа кога ќе преиде одредени граници, да кажам, одредена димензија, навистина може да има и автодеструктивно влијание, затоа што тоа не е правилниот начин за решавање на одредени психички потешкоти. Да. Последната идеја за која што до сега ја немаме спомнато е таа идеја за радикална исхреност. Зошто е таа толку важна во еден процес на ресетирање, еден процес на лекување од се ова за кое што збориме денес? Ако мислите за дека е потребно личноста сама да прифати прво дека има проблем, кој што ако има одредена зависност, може да се како да кажам, многу често се случува фамилијата да е таа прва која што укажува на нешто, а личноста да едноставно нема можеби психички сили или нема увид и критичност за да каже или ќе каже во ред имам проблем, ама не е до толку таков, претерувате и така натака. Затоа е битно да се има соодветен увид, односно и тој увид да се стекне со тек на време. А тоа е најчесто преку одредена абстиненција, да кажам, која што може да не биде баш наивна и многу често мора да се третира медицински, бидејќи има прекини, односно симптоми на повлекување кои што се или абстиненцијални симптоми кои што се бенигни, кои што се на пример само бенигни. Тие се пак тешки за доживување, со една како болка, како да кажеме со едно дисфорично расположение, со една
иритабилност, анксиозност, несоници, така натака, но има одредени супстанци кога ќе се прекинат одеднаш, како што се алкохол, бензодиазепини, кај што може буквално да има дури смртни последици. Ако се јават одредени делириум тременс, ние сме имале одредени ситуации, да речеме медицински, јак прекин, да кажеме, на одредена супстанца. Така да не е толку наивно, треба сериозен здравствен пристап, односно медицински пристап. Да. Дали има нешто што испуштивме што би сакала да додаеш пред да ја превршиме епизода? Сигурно многу испуштивме, затоа што е многу голема тема. Мислам, многу голема тема на секојдневното современо функционирање. Иден апел да не се бара постојано, нели, задоволство и олеснување, туку да се бара смисла. Ние преку смислено действување, преку смислено живење, практично си помагаме и на себе си. И така, на вистина, можеме да имаме одредено задоволство, зашто има одредено однесување, одредено помагање, работење, кој што не мора да биде, како да кажам, во одредени екстреми, но кој што ќе чини и општествено добро, но кој што ќе има и лично добро. Тоа е најчесто преку наоѓање на личната, но и, да речеме, и колективна некаква смисла. И за крај, кое е твоето прашање за оние што нас слушаат сега? Пак не се подготвив. Сами да си постават на себе? Да. Па, најчесто е што би прашала, например, што е она што знаете дека кога го коригирате, односно кога го исклучите, ќе направи убава промена во секојдневието. Сите имаме по нешто што би сакале да го скратиме. Треба едно отварање, нели, на телефони да видат, нели, колку и каква е употребата на која социјална мрежа, така да отприлика имаме скоро сите увид во нешто. Сите сакаме, сите знаеме што би ни годело повеќе, ако го имаме, например, како време за себе, време може да е за читање, за прошетка, за физичка активност, за пријателства, за дружење, за што и да е. И нека е тоа конструктивно, затоа што ако не се направи тој чекор во корекција, во мала корекција, но на што можеме да го коригираме, нема ни да го имаме, или бенефитот од тоа.